Ја прашам, Текст на предлогот на Адев, пора Пративме дам чува. И добро вечер, почитувани гледачи, добредојдовте во новото издание на Тешки моменти во среда со Стефчо Јакимовски и Милош, пак не ти го Милошовски, што те знам, за нигде ти е презимето. на времето имаше еден министар за надворешни работи Милош Минич. Милош како? Милош Минич. Милош Минич. Па Миничке те викаме од цената, Минич. Ба не сум баш Минич. Миничке те викаме. И тоа долги години беше ми. После Коча Поповиќ. Ето. Добро. После Коча Поповиќ Минич бил, ево Минич сега и кај нас во студио. Се радувам дека на никој од вас не му падна ранец на НАТО над глава, како што тоа за малку ќе се случеше во Неготино. Среќа падна во настрешница, ја скршене настрешницата. Ранец тежок околу 35-40 кила. Среќна околност единствена е што нема жртви и тоа е единствената среќна околност која што сме виделе до сега од НАТО. Среќна околност. No pun intended. Тоа е единствена среќна околност од нашето членство во НАТО до сега е тоа што ранецот не уби човек. Ранецот што падна во Неготино. Почнува изградбата на терминалот за течен газ во Александрополус. Тоа е терминал на кој што ќе се доставува газ во течна форма од Азербејџан, но и од Америка во танкери, кој што потоа ќе биде декомпримиран и пуштан во употреба во земјите кои што се учеснички во изградбата на интерконекторот кај Александрополус. Бизнисмените почнаа да алармираат дека ако продолжи ваквата ситуација со енергетската криза и со цената на струјата, компаниите ќе влезат во сериозна криза, што пак ќе значи и намалување на економската активност или масовни отпуштања, да бидеме наједноставни. Светска банка е намали проекцијата уште веднаш, нараст на економијата за Македонија на 2,7%. Тоа ќе го зборуваме малку подетално во текот на емисијата. Инаку во Александрополус Ковачевски беше и гостин, имаше и свое обраќање. По сугестија на Минич, околу Министар иностраних послова. Нашиот Милош Минич. Во Украина во моментов се активни сирените на западот на Украина, што значи дека таму во моментов се спроведува воена акција од страна на руската армија. Инаку во текот на денешниот ден... Тоа значи има гранатирање и ракетирање. Да не бидам поблаг, да не отворам одма темата. Инаку денеска фабриката Азовстал, каде што се криеше дел цивилно население, дел формации од паравојните групации на Украина, каде што се крие срамнецо, речиси срамнецо земја, беше нападнат. Инаку оно што е интересно на меѓународната сцена е тоа што Илон Маск новиот собственик на Твитер го навлече гневот на соросидите и сега оние кои што стоеа позади цензурирањето на медиуми во Македонија сега бараат да се цензурира и Твитер, тоест да се бойкотира Твитер од корисниците кои што сметаат дека Твитер не треба да има апсолутна слобода на изразување, како што најави дека ќе биде новата политика на Твитер Илон Маск. Јас мислам дека вака со најава на темиве сум од прилика се доволно. Да не ја заборавам и темата за бугаринот кој што денеска беше вратен не му беше дозволен влез во Македонија, беше вратен во Бугарија, бидејќи со него носел пропаганден материјал, пробугарски пропаганден материјал, се заканува на полицајците на граница кои што сакале да му ја декларираат робата и да му ја одземат.
пробал да се расправа со полицијата го вратила назад. И во Бугарија. ова е нашето херојско дело што сме го направиле. Па не е херојско дело, Еден ама... бугарин што носел пропаганден материјал сме го вратиле назад. Па добро е што сме вратили еден таков бугарин, иначе нашите ги враќаа сите кога одеа на така да носат пропагандни материјали. И ги апсеа, А ги пропуштивме овие што си дојдоа Ванчо Михајлов да му направат Па добро, сега вако од тој аспект ако го погледнеме, јас реков да ќе ги пофалиме полицијата, ама некако. Па види, не дури ни тргна од рака. кој на рамо ставил пропаганден материјал и они го вратиле бугаринот. Да немало некој друг проблем. Не, немало. Немало. Ги наљутил нешто бугаринот, ги пцуел. Проверена информација. Да, ги пцуел. Па сега затоа не го пуштиле. Бил дрзав. Да, и го вратиле назад. Зашто не му донале возило да го пречека? Можда требало да организира владата на Република Македонија обезбедување. Веројатно човекот бил нервозен и затоа дошло до конфликт. Предходница, фоло возило и така да го однесат доке што треба да го однесат. Веројатно тоа не му било возможно, кога што му беше на Петков, кој што си стигна во Битола и се отвори клуб на фашист. И сега ние се радуваме на бугаринот што е вратен назад. Не се радуваме, ја реков полицијава да ја пофалиме маца, ама не ни тргна од рака, реков. Не е зафалење. Да не кажуваме вакви смешки. Па добро. И тоа е чекор во борбата Од бугарите губиме 200.000 за сега. На домашен терен. И на домашен, и на туѓ, и на меѓународен, и кај сакате. Да, си дојде Знаеш, кога се игра и без публика и со публика, губиме. Си дојде Петков, си отвори фашистичкиот клуб во Битола, никој со прст не мрдна, ни власт, ни опозиција, ни локални. Од Битола имаше едно 5-6 души со еден транспарент. То бие тебе од левица, мисли. Ако може Александар на кратко да ви се замешам во муабетот. Ај, ќе се замешам за секунда. Замешај се, збори си, ќе ти ја пуштат камера. Да, инаку овој човекот кој што е вратен на граница се работи за Виктор Стојанов, често провоцира. На мене и на Боро додека снимавме 150 години на 150 годишнината од раѓањето на Гоце Делчев, ни се закануваше со физичка пресметка и според неофицијални некои извори тој е прогласен за закана за националната безбедност на Македонија. Така да што тој не е само вратен поради пропагандниот материјал во кој што му пишувало дека Гоце Делчев е бугарин. Не беше од Прилепа или Битол? Не. Ова е асли бугарин. Личи дури на Хан Аспарух. Ни се во Свети Спас црквата ни се. И него шљапавте? Избега. Со полициска придружба. Сега кој не сте му... Ама не, они беа таму, му трнаа по него да... Пошто тој дигаше чалам. И Милош и Боро тргнаа по него да видат до каде ќе му иде чаламот, дојде полиција да го спасува. Така да полицијата на крај ќе беше Инфомакс напаѓа бугари и предизвикува инцидент. Да. Ги отежнува преговорите со бугари. Инаку истиот овој бугарин го развеа бугарското знаме пред гробот на Гоце Делчев, така да јас уште еднаш би честитал на полицијата за тоа што го направил, што го вратил. Без разлика ако не е оправдување за пошироката слика. Браво. Тие биле некои веројатно на граница кои што сакале да попречат на процесот на евроинтеграција и да ги предизвикаат нова реакција од Бугарија која што ќе ги отежне нашите позиции во преговорите. Такви биле некои полицајци изгледа и тоа е тоа. Впрочем и ние како редакција од Шекеринска бевме прозвани дека сме државни непријатели и штетиме на процесот на зачинување. Само таа е пријател на оваа држава, сите се други непријатели. Да, очигледно според тоа како она сакаше да го интерпретира нашето присуство во медиумскиот простор, да. Ако сме ние на власт, тогаш сме ние непријатели на народот, а ако се они на власт, тогаш сме државни непријатели. Државни бевме непријатели, да. Тоа се незините тези, а она е само пријател. Јакимовски има прво да каже за околу енергетиката. Значи, кризата со енергетиката само може да доведе до катастрофа. 90 нуклеарни централи во светот се снабдуваат со руски ураниум. Значи, 90 нуклеарни централи се снабдуваат со руски ураниум. Сметајте дека моја предпоставка дека ниедна нуклеарна централа не е под 2.500 гигават часови производство, да речеме, годишно. Може да се замислите тие кога би престанале да работат,
или кога би се редуцирало нивното производство, или кога некои од тие би се затвориле, каков недостиг со електрична енергија би настанал во светот. Најголем дел Значи, од се ова што се случува со војната, најсериозен проблем излезе во енергетскиот сектор. За сега тој најмногу се осеќа. А енергетскиот сектор е камен темелник на економијата, така да. Како беше кога во социјализмот се развиваше земите од социјализмот, како беше индустриализација плюс електрификација рамна на социјализам. Да. Значи без електрификација, без струја, нема развој, нема социјализам. Значи нема развој. Ниедна држава не може да планира развој ако енергијата е ограничен ресурс. Тоа е првата работа. Втората работа се воспостави дека Русија е голем извозник на други минерали, природни богатства, неметали и така натаму, кои што се битни компоненти не само Русија, и Украина. Украина, например, за производство на микрочипови. Јас во една од претходните емисии кажав дека Украина е четврта во свет земја по природни богатства. Дали знаете дека 90-тите години, значи Русија и Украина со GDP од прилика и Белорусија мртва трка од прилика имаат. Денеска Белорусија има 200% поголем GDP од Украина, а Русија има 300% поголем GDP од Украина. Колку Украина, да речеме, во овие 30 години назадува во однос на другите земји и што оваа војна, замислете, на земја со толку природни богатства, а веќе претходно кажав дека почвата во Украина има 14 метри хумус. Значи таква земја со хумус, покрај тоа што има многу природни богатства, многу енергија, кој има такви челичани и така натаму, земјата е доведена, значи пред оваа војна да далеко заостанува и значи она води во моментов мртва трка во моментот веќе е падната, со Молдавија, водеше во Европа мртва трка за тоа кој најнеразвиена земја во цела Европа. И сега, што оваа војна ќе направи? Што ќе се случи на пазарот на суровини и материјали? Тоа автоматски ќе предизвика недостигот, значи пораст на цените на готовите производи, особено во делот на машинската индустрија, особено во делот на опремата, особено на делот на челичната индустрија, значи тука ние автомобилската индустрија, значи тука ќе имаме страшни потреси, страшно намалување на работни места, а и сега новата доктрина на Европа е суровински Европа да биде самоодржлива. Што тоа значи? Тоа значи, македонци, освестувајте се, отварајте рудници, не се правете многу паметни, бидејќи микрочипови не правите, значи не сакате мали централи, не сакате, не знам, рудници и така натаму. Значи, новите европски директиви се да се отвараат, значи Европа мора да биде суровински самоодржлива, што значи дека до последно место каде што ќе може да се вадат суровини во делот, поготово на металите, како што се железото, бакарот, златото, антимонтот, оловото, како што ги има кај нас, и да речеме, не знам, во Србија, литиум и така натаму, тоа и те како ќе биде стимулирано и ние час поскоро треба да почнеме да отвараме рудници. Имаме и затворен рудник на ураниум во Злето. За да фатиме на време приклучок, повторно да не бидеме позади, затоа што ќе имаме убави цени на светската берза и отварањето на тие рудници само ќе носат многу приходи за Република Македонија, а и тоа може да биде услов за развој на машинска индустрија, за развој на индустрија за правење на опрема, готови производи и така натаму и така натаму. Но новата доктрина на Европа, како да не ја следат баш сите членки на Европска Унија, а тоа е, согласно Блумберг, Грција, Малта и Кипар против ембарго на снабдување со руска нафта.
тука некаде и Германија и Унгарија, Германија особено, која што... Ама мене ми е многу чудно, никој Турција не ја спомнува. Турција нити ја притискаат, нити спомнуваат, не ферма никого. Они, од сето ова, они се окомиле на Србија. Сега, нивни членки не оведуваат ембарго, членки на НАТО не и што имаат веќе И на ЕУ. преговори отворени, Да. значи пред да влезат во Европа, како што е Турција, уопште не ја спомнуваат, нити пак смеат нешто да ја кажат. Главна тема им е Србија, дали Србија ќе воведала ембарго или нема да воведала, дали ќе го следи европскиот пат, дали ќе ја следи нивната политика и така натаму. Навистина чудно. Навистина чудно. И сега овој шок што се случи е шок, но сега ќе почне секој да си ги бара интересите, оти народот дома ќе почне да те прашува: еј, чекај бе, зашто е волк скапо? Зашто ова го немаме? Зашто рафтовите ни се празни? Зашто станува 5 евра зејтин? Зашто ова, зашто она? И ќе почнат елитите кои што се во овие земји да чувствуваат сериозни проблеми, политички реперкусии. Јакимовски, бевте актуелен тогаш, не сум сигурен дали тогаш бевте министер или нешто подоцна, но прашањето ми е, Македонија имаше шанса да стане дел од автомобилската индустрија, да се вклучи кон тој... Тоа беше негде 94-95. Да, кога требаше Ауди да влезе со со фабрика. Сиба. Што се случи тогаш? Зашто Ауди не успеа да влезе во Македонија? Мислам дека тогаш имаше нашиве као од Европа ќе имаат некои ограничувања ради даночните одстувања што требаше да ги го дадат на Ауди. И? Па мислам и така се откаже тој проект. За таа работа најдобро знае професорот Таки Фити, бидејќи тој тогаш беше министер за финансии. Не прифативме тогаш приклучок, кон таа и сега ќе мораме нели со овие... Знаете што? Ако ние бевме паметни и не правевме ваква приватизација како што направивме туку странски компании да влезеа во Македонија, да влезеа германски, француски, американски компании, додека уште нашите компании вредеа нешто, ви гарантирам дека немаше ни да се случи ни војната 2001 година. А зашто, например, Македонија тогаш не можеше да даде субвенции сама за Ауди, па мораше да се чека од Европа? Ми се чини некако како сега сама секогаш кога да е на власт, секогаш има... Не, Александар, тоа се третира како државна помош, ама ние тогаш уште немавме пристапни преговори, нити немавме ова, како се вика, предпристапно, не предпристапно, него... Договор за стабилизација и асоциација. Договор за стабилизација и асоциација, мислам 2000 или 2001 е подпишан договор за стабилизација, Љупче Георгиевски го подпишуваше. Ние тогаш немавме договор за стабилизација и асоциација и ние немавме таква обврска. Иначе, штом го подпишавме договорот, со тој договор 11 години беше транзитарниот период во кој што секоја година по 10% царините ние моравме да ги намалувавме, а во исто време, значи, ние можевме да во Европа да извезуваме се без царини, но Европа ти вика вака: ти можеш кај нас да извезуваш без царини, но не смееш да имаш државна помош во производите што ги произведуваш. Зошто? Зашто ти си слаба земја, ти ако 1 денар за некој производ дадеш државна помош за да тој полесно се производи и да полесно се пласира на пазарот, ние сме моќна земја, ние можеме 1000 денари да дадеме или 1000 евра да дадеме за некој производ за да биде поевтин на пазарот и тогаш ќе ја уништи вашата конкуренција и тоа е, значи тоа е фер договор кој е постигнат во Европа, никој да не смее да интервенира во стопанството, да дава државна помош, зашто Германија има најсилна економија, таа најмногу би дала државна помош во својата економија и практично би уништила економијата во цела Европа. Затоа што сегде се извезува без царини, ние кај нив и тие кај нас. И затоа, ама ние 94 година немавме таква. Не имаме сега ситуација и мене ми беше прашањето или дилемата зошто секогаш кога СДСМ е власт, води една студена војна со приватниот капитал. Пример ќе ги земеме, еклатантен пример е на ситуацијата со странските инвеститори. За жал, никој нека не биде навреден, нити нека не ми се љути, освен Груевски кој имал чувство за економијата и некако повеќе респект кон бизнис секторот, додека достига ние не сме имале премиер кој имал изразито чувство кон бизнис заедницата и кон создавање услови за потребите на бизнис заедницата.
Морам да подсетам дека во тоа време беа намалени и даноците, знаете, рамниот данок се воведе намалување на придонесот за здравство од 13% на 8%, придонес за пензиско од 23 падна на 17%, ги намалија комуналиите за производни погони, за хотели, за помошни магазини и така натаму, значи да не се плаќа како за деловен простор кога градиш за трговски центар или градиш деловен простор за канцеларии. Значи тоа беше голема стимулативна мерка кај олеснување, исто така кај за сите оние за да прават производни погони, сето тоа беше дел од стимулацијата. Натаму потикнувањето на економијата беше откупот на земјиште по 1 евро. Легализацијата, тоа потикна да може имотите што се добиваат да се стават под хипотека, бидејќи го легализирате имотот, можете да ставите имотот во банка, автоматски да земете кредит, да покренете стопанска активност. Натаму многу закони беа донесени, усогласени, побарање со бизнис заедницата и мислам дека ако не премиерот може да биде и политичар, меѓутоа мислам дека на Македонија секогаш и фали силен министер за економија, силен министер за финансии, силен подпредседател на влада задужен за економија кој ќе доаѓа од бизнис секторот. Ако вие ставите министер за финансии, не подценувам никого, меѓутоа ако ставите од бирократската апарат, да речеме, не знам, или пак ако ставите министер кој што е од делот на универзитетските професори, нормално неговиот чувство кон стопанството не е исто како некој кој што работи во беше Кочо Ангјушев вице-премиер за заложен за економија. Кочо Ангјушев беше првиот што почна да ги објавува јавно договорите за субвенционирање или за државна помош на странските инвеститори. Договори кои што беа деловна тајна и кои што штетеа на бизнисите. Ама он сакајќи да направи добро за домашните фирми, тоа го правеше кон Ама како прави добро за домашните фирми? Колку повеќе странски инвеститори, толку повеќе подизедувачи кои што работат за тие странски инвеститори. Не само тоа, Александар. И македонскиот бизнис имаше бенефит од тоа најголем. Александар, ако ние немаме директни странски инвестиции, како ние ќе ја пегламе платно-билансната рамнотежа? Ние треба и така се задолжуваме, треба уште повеќе да се задолжуваме, бидејќи нема да можеме да ги враќаме кредитите во девизи кои треба да ги враќаме. Дел тоа се пегла со девизните дознаки на нашите вработени во странство, што праќаат овде дома или кога ќе дојдат за Бајрам, за Великден, за одмор и така натаму. И дел со директни странски инвестиции. Колку повеќе имаме директни странски инвестиции, толку повеќе девизи влегуваат во земјата, толку имаме помала платно-билансна нерамнотежа. Значи, ти имат и друг ефект директните странски инвестиции. И оно што е најбитно, да не се лажеме, и Бугарија дава, и Србија дава, и Босна дава, и Албанија дава, сите даваат бенефиции, ма прашање кој најмногу може да ги привлече. И Србија станува... реално, извини Александар, во тоа време додека беше Груевски, дојдоа 30-тина познати компании токму, без разлика што тие има на понуди и од Албанија, и од Србија, и од Босна и Херцеговина, и од Црна Гора во тоа време. Значи, беше битно, се имаше силен нагласок врз економијата во земјата и затоа мислам дека е многу битно да има силен економски тим владата. Имаше таква ситуација. Поготово во оваа ситуација што не денеска. Вие преска го спомнавте Кочо Ангјушев, ама министер за финансии беше универзитетски професор Тендевски. Значи, се обиде со измена на даноците, па се вратија на старите даноци. Повторно кажувам, значи не е човек од стопанството. Ако може на кратко да... Многу често знаат стопанствениците да го спомнат поранешниот министер за финансии Джевдет Кајредини како министер за кој што они имаат добро мислење, затоа што бизнис заедницата добро соработувала и како човек кој што дошол од реалниот сектор. Од реалниот сектор. Познавањето на реалниот сектор е битен услов за да имате вие квалитетна влада. Оти ако реалниот сектор ви стагнира, вие нема да имате асален раст на GDP, нема да имате отварање на нови работни места, нема да имате пораст на производство, нема да имате пораст на бруто општествен производ, нема да имате пораст на стандард, пораст на плати и така натаму. Реалниот сектор е многу битен.
Милош? Да, сакав да прокоментираме нешто малце по-актуелно, а тоа се цениве на гориво. Денеска и дизелот и бензинот стигна нешто повеќе од 90 денари, значи буквално се анулираа сите мерки кои што ги донесе владата за да се намалат цените на горивата. Сега во ваква ситуација, кај што стопанството моли за помош, проектот Александрополис веројатно за Македонија ќе биде бако на старото не умри магаре до зелена трева, бидејќи треба време дури да се изгради и дури да тој газ стигне до Македонија. Ами цената на тој газ, која ќе биде цената на тој газ? Ќе биде апсолутно поскапа, но мораме да сватиме дека во ситуацијава ќе биде кој ќе добие газ и кој ќе добие нафта и гориво, а не кој ќе плати поскапо. Пошто ние ако се сеќаваме на почетокот на корона кризата минатата, односно пред 2 години, вие се сеќавате дека Европската унија одредени држави забранија извоз на медицински суровини за потребите и лекови за потребите на Италија. И сега ќе дојдем со таа ситуација. Ја мешам. Ние сме партнери во изградбата на Александрополис и ние имаме тоа е проект кој што треба време да се реализира. Тоа, да. Значи сега во наредниве неколку месеци, јас мислам дека најлошото од кризата е уште пред нас. Значи ние уште не сме виделе најстрашното што ќе биде. И од тој аспект јас не знам што ќе направи, што може да направи владата, што може да направи опозицијата. Може ли Берлинскиот зид кога е изграден? 63-та ли е изграден? Одма. Мислам дека е 63-та. Ќе провериме. Значи свесни ли сте дека ние поставуваме нов зид? Тогаш зидот беше 61 е започната изградбата, 61 е започнат, 63-та е 63-та завршен. Значи имаме нов Берлински зид. Шо? Само што овој пат Берлинскиот зид иде од Балтикот доле до Црното море. Ние ќе имаме буквално нова железна завеса. За сега е тоа така. Дали таа железна завеса ќе остане на границите со Белорусија, Русија, Полска, Романија, евентуално Украина или не, значи тоа многу зависи. Со поставување на таа завеса, како што гледаме, како што беше, значи, додека беше Советскиот сојуз, до паѓањето на Берлинскиот зид, значи, ние ќе се однесуваме по едни правила, тие ќе се однесуваат по други правила. Кога тргувавме со земите од Советскиот сојуз, тоа беа членки на Советот за европска воена помош, така сега земји членки на СЕФ. Значи, ние со нив тргувавме во конвертабилни клинички долари. Во клинички долари. И сега трговијата ќе биде по други услови, снабдувањето наше ќе биде по други услови, царински бариери ќе има огромни, ние ќе купуваме поскапи производи, ама сами на себе ќе си ги продаваме тие поскапите производи надвод на светот, во светот Кина автоматски ќе биде силен конкурент. Ќе стигаат нови барања да се забранува увоз на кинеска стока, бидејќи таа сега ќе стане многу конкурентна. Покрај тоа што се бара да се забрануваат кинески инвестиции во овие земји, да се користат кинески кредити, ќе почне да се бара да се намалува трговијата со Кина, бидејќи нивните производи, особено за широка потрошувачка, електронската индустрија и така натаму, тие ќе прават хаос, затоа што ќе добиваат многу поевтина енергија отколку сите ние што се снабдуваме. Значи, главната поента ми е, веќе почнуваме да функционираме по нови правила како што сме функционирале кога бил Советскиот сојуз и односно Варшавскиот и НАТО пактот кога сме имале таа поделба во секој поглед. Вие можете да замислите сега колку танкери во светот ќе треба да се изградат за да цела Европа ја снабдуваме со течен газ. Колку танкери треба да се изградат? За да стигнат до Александрополис, за да не само сега јас зборам за нашата ситуација. Остате вие Македонија, што ќе потроши кутрата на 2 месеца еден танкер? Па ти Германија дневно ќе троши 10 танкери. Но прашањето мене ми беше 108 милиони барели нафта троши Кина дневно. Прашањето мене ми е дали воопшто ќе има доволно ресурси, бидејќи ако добро знам, јас сум малце помлад, далеку помлад од вас, дури во најлошите денови на железната завеса и на студената војна се тргувало
помеѓу Советскиот сојуз и САД и Западот. Значи И никогаш сега се тргува Милош Минич, и сега се тргува, значи сега Америка и Русија тргуваат овие ракетните мотори, сега им ги продаваат ураниум и сега се продаваат. Така е, ураниум има. Значи и други компоненти се продаваат. Што ќе биде? Сега ќе има таа една тепачка со да се надеваме дека ќе остане Украина, нема да се шири, но има индиции дека таа може да се прошири од Балтикот до дури до Средоземното море да дојде. По оваа тепачка ќе дојде период на заладени односи едно 10-15 години, кога ќе дојдат паметни луѓе и тамо и овде и ќе седнат и ќе видат дека ова работа, овој инат што го правеле нема логика и пак ќе почне да се тргува на постаро и така натаму. Ова ќе биде една епизода на Само како мало вака од инат кога јадеме вреки сол. Вреќа со И тие и ние. само мало интермецо. Денес литар дизел во Иран се точи за 0,010 центи, Па Иран е производител. Венецуела 0,027, Сирија 0,124, Алжир и така ова се производители. Но А Русија негде сега ќе стигнем кај околу Русија. 50 фенинга. Да, 0,7 по литар. Да, значи, да, 40 денари. 40 денара. Литар. Најскап, меѓу најскапите цени ги плаќаме ние. Кај нас е евро и пол, евро 70, Германија евро 70, евро 80. Евро 70, ке нас евро 40. Добри сме уште. Евро 40 било на 2 мај. Сега е со 90 денари евро и пол. Сега сметете колку ќе поскапи с транспортот, со камионите, со ако и одите и бродски превоз. Бродскиот превоз исто најчесто се дизел машини, На нафта, се да. на нуклеарен погон. Сметете локомотивите кои се исто така на дизел. Значи се до тоа ќе поскапува. Карго превозот драстично ќе се зголеми. Ќе биде Да. поскап. Бродскиот превоз може замислите преку океанските бродови сега кој ќе треба да натанкираш нафта. Авиопревозот ќе поскапи, керозинот ќе поскапи, значи све. И Туризмот ќе се намали, значи кој ќе те чини тебе една авиокарта до Шпанија 3000 евра, кај ќе патуваш? Порано си правил за тројца одмор со 3000 евра, се авиокартата ќе те кошта толку. И сега во овој контекст Зашто българите прекинаха го Гуливер. авиончето Гуливер? Они мислеха дека ние всичките го нападнале лилипутанци. Или потанци го фатиле Гуливер, да. Во овој контекст, економска криза со која што се соочуваме, мислите ли дека е време за предвремени парламентарни избори? Абе, ајде да биде и така. Дали ние излеговме со некој програм и викаме ова е програмот кој што ќе ја спасува земјата и затоа сметаме дека треба да идеме пред време парламентарни избори. Или прво ќе правиме парламентарни избори, па после ќе правиме програма. За волја на вистината, вашиот пратеник излезе со програма и во собранието проба да представи програма за излез од економска криза, Да. која што власта се обиде да му ја протоколарно да му ја проследи само. Значи програма прават сериозни луѓе, универзитетски професори, стопанственици, луѓе од реалниот сектор, академици. Ова не е време за волонтаризам, ова не е време за популизам, ова е време каде што ѓаволот ја однел шегата. Ќе потонеме сите, влади ќе паѓаат како крушки. Не ова, па не знам, таа што ќе дојде, исто ќе јас најде. Значи стандардот ќе паѓа. По мене може би е најпаметно да направиме влада за национален спас. И за влада на национален спас веќе има некои предлози. Последен беше гласноговорникот на владеачката гарнитура, новинарот, нема да го именувам, како и да е, кој што предложи во една прилика и предложи на владата да се обиде да седне на преговори со опозицијата за да предложат неколку ресори во владата да ги води токму опозицијата. Ма не е само да ги водиме ресорите, треба да направиме заеднички програм. Треба да направиме околу што ќе имаме консензус. Добро,
Како ќе се справиме со енергетската криза, како ќе се справиме со суровинската криза, како ќе обезбедиме поевтина храна за граѓаните, како ќе го одржиме животниот стандард, како ќе се спротставиме на се поголем притисок за инфлација во државата, како ќе го одржиме производството, како ќе го одржиме нивото на GDP-то. Значи, многу сериозна е работата. Не, ај влезе 3 министра и како што знаеме, 3 партиски овакви ќе ставиме, прва или втора работа во животот министер и со тоа завршивме работата. Што ќе се постигне со многу од нашите гледачи, од граѓаните се не им е јасно, немаат соодветна анализа, што ќе се постигне со активна блокада на собранието? Па, моето мислење дека ова е лош временски период за таа работа. Значи, на 1000 километри од нас имаме војна. И енергетска криза не гази, животниот стандард ни паѓа, инфлацијата не притиска, работни места се затвараат, ние ќе блокираме парламент. Мое мислење дека треба да седнеме заеднички и да се направи програм, стабилизационен програм во оваа ситуација. Луѓе, што ако војната се прошири према Молдавија и Романија? А веќе има. Луѓе, влегуваме у светска војна, нас не треба, ние треба да бидеме спремни сите што ќе правиме, а не дали ќе се рушиме или нема да се... Епи Сибир кој ќе биде на власт, ако не да Боже ни дојде војната. Значи има и такви сценарија во кои што по Русија за земањето на Донбас и Луганск во тој дел, Мариуполј е веќе тоа прашање само на време со овие што се во Азовсталј, дека следно се оди на Николаевск и Одеса, од тука во оној дел на Приднестровле и на како се вика, на Молдавија, а тоа значи дека русите скачаат на 200 километри од Констанца, каде што се 140 силоси со балистички ракети и најголемиот НАТО аеродром во тој дел, каде што русите можат со десант, за кој што претпоставам ќе бидат спремни да дадат и многу жртви, да дојде да извршат десант и од тогаш влегуваме во многу сериозна војна. И ако не дај Боже тоа го освојат, тогаш веќе остваруваат стратешка предност, ги блокираат тие 140 силоси, автоматски се блокира оној, како се вика, ракетниот штит, се завзема, тоа е, значи, многу сериозна е работата. Ние мораме да размислуваме многу по-стратешки, многу по-далековидо и многу по-за интересите на државата. Повторно ќе кажам, Епи Сибир кој ќе биде на власт. Епи Сибир кој ќе биде на власт. Да не дојдеме у ситуација не како што сега штедам струја после еден, да немаме воопшто струја, да не дојдеме у ситуација да рафтовите не бидат празни, да не дојдеме у ситуација да седиме дома да нема работа, да не дојдеме у ситуација да набавуваме тогаш оружје и муниција и така натаму, надевајќи се дека НАТО ќе не штити. Што преземаме, освен тоа вежба што сме правили? Сте слушнали ли нешто сега да кажете, слушај, во оваа ситуација Македонија набави такво и такво оружје, се извоија такви и такви пари. Ја не знам дали имаме ќорав дрон ние. Имаше еден дрон, имаме дронови, едниот пред околу 5 или 6 месеци ние објавивме информација која што Министерството за одбрана ниту ја демантираше, ниту ја потврди. Тоа беше дрон кој што при тест лет падна некаде во близина на Александар Палас. Ама тоа е дрон кој што снима, не е дрон офанзивен дрон, не е офанзивен дрон, да пука, дрон да напаѓа, извидувачки дрон. Да, такви дронови, да. Тоа се ефтини дронови, збориме за дрон кој кошта 5, 10, 15 милиона евра. Как во стилот на Байрактар. Само го може накратко да се надоврзам. Имаме ситуација во која што Финска утринава објавивме дека пушти колона од, мислам дека се гепарди, германско производство тенкови, кое што буквално леопарди, на кое што буквално не и се гледа крајот. Значи со железнички транспорт се пренесува, не и се гледа крајот. Тоа е ситуацијата во Финска. Добро, Иван, ќе се поместам, те свати. Имаме ситуација каде што во Романија се прави воена вежба,
Полска прави воена вежба на цела територија, во исто време Белорусија изненадно прави воена вежба, знаеме што се случуваше последен пат кога се правеше воена вежба, Русија кога правеше воена вежба. Имаме цело време најави дека нешто ќе се случи околу 9 мај. Не знам колку е тоа. Како? ние блокираме собрание, да. Не знам тоа Имаше една ситуација кога опозиција Сите вежбаат, купуваат оружје, праќаат оружје, ние блокираме собрание. Аха, имаше една ситуација кога го блокираше беше блокирано собранието со 120 и нешто илјади амандмани и тоа заврши со Талат Џафери ги собра сите тие амандмани и ги фрли во контейнер. И толку заврши од прилика тој филибастеринг тогаш на тој начин. Сакав вака да искоментираме апелот на Бујар Османи и на владата во Македонија да не се слави 9 мај, денот на победата над фашизмот. А што сакате вие? Тоа било проруски настан. Да сте членка на НАТО, да влезете во Европа, Ама ние сме а да славите руски празници. Па нема, тоа е готово. Сте членка на НАТО сте, што ќе ви кажат, све ќе си слушате. Ама ние сме членка, ние сме Тоа е како тоа. народ дел од Ја бев антифашистичката. против, ама гледате сега како ја повеќе сум мирен од вас, вие повеќе се нервиравте. Што одевте не вие лично, за оние кои што одеа да гласаат на референдумот, така? Да. Кои што искочија на референдумот, тие повеќе се нервираат сега. Членка на НАТО си готово. Не можеш ти да правиш што сакаш, да водиш твоја политика каква ти сакаш. Сакам да оведувам рестрикција, односно ембарго, не ќе да оведувам, ќе си го славам 9 мај или не знам што. Кој ќе ти кажат празник, тој ќе си го славиш сега. Тоа е членство. Ама ние сме членки на НАТО, но ние сме биле и дел од антифашистичката борба. Кој те прашува што си бил? Ние сме го победиле фашизмот и мораме да го славиме денот на победата над фашизмот. Европската унија го зборевме пред 3-4 емисии. гледаш дека Европската нема емисија фашисти 9 мај го промени со друг датум, со друга прослава, која што се нарекува Денот на Европа. Ама Денот на Европа ги чествува и двете страни. Демеки таму има жртви, ваму има жртви. Како нешто како Али Ахмети. Како Али Ахмети у Ама па на Хида кога се прави за дигнавме сите. 20 метри споменик на Учака во чест и на сите. Дури и на овие кои што биле масакрирани. Мислам, многу една чудна ситуација. Па добро, кога ние не дигаме споменици, Али Ахмети дига, што е страшно. Па не, ние кога дигнавме Дигнавме и споменици. за нашите и за вашите ја дигам, вие не дигате споменици, што да ви правам? Да, кај нас имаше ги рушиме, ги фарбаме. една хистерија. Немаше срушени, еден сруши чалам од Петре, толку му беше, еден го трна Ги касето и големо чудо. ги повраќа, што не им прави. Да, и само за информацијата дека споменикот на ќосето е лоциран каде е, па тоа беше хистерија, општа хистерија. Никој не најави дека ќе се става, ќе се враќа, ќе се ревитализира, само и за информацијата дека е Абе ти има најден каде е. противници во урбанистичкиот план во Влае, кај што постоела црква, да постои црква во урбанистичкиот план, а ти збориш за споменикот на Учек, па нормално ќе бидат против. Тие за црквата има противници, а не за... Ама не ги слушнав тие што беа најгласни, не ги слушнав нешто да кажат за овој 20-метарскиот колос во Слупчане. Си прават луѓето, си ги почитуваат жртвите. Многу- Сите, само нас не викаат, вие гледате напред, а сите други гледат во историјата. Бугарите во историјата, овие историјата да не се заборавила, само нас македонците не гледаат, абе вие гледате напред. Историчарите гледале назад, ама дипломатите гледале напред, ние треба да ги следиме дипломатите, а они ќе си ги следат историчарите. И ние што И ние гледаме, ќе сме оделе подалеку. и ние додека гледаме напред ќе употребаме на фразата на Груевски, ние гледајќи напред грбот пун ножиња. Сега дали е така или не, ама Па така некако ќе му дојде. Денеска кога сме кај војните вежби и во Македонија се одржува војна вежба, но дека на Криволак американската армија во рамки на планот за вежби на НАТО е домакин на една од вежбите. Тоа е вежба, сега не сум сигурен како беше името, медитеранска одбрана во смисла. Таму беше уште пред 2-3 месеци беа стационирани голем број на трупи во Бонстил.
ја објавивме таа информација тогаш кога беше актуелно тоа, веќе почна нели вежбите кај нас, така и од таму и овој американскиот ранец кој што падна во Неготино. Денеска и Скопје не можеа да ги видат чинуците, хеликоптерите оние со два пропелера транспортните кои што летаа над Скопје. Ќе видиме бенефит од тоа што НАТО кај нас има војни вежби или тоа може да ни биде дополнителен проблем и да не направи легитимна цел на спротивната страна. Лавров еднаш своевремено изјави дека Македонија ќе биде на линија на огнот и доколку стане членка на НАТО ќе биде легитимна цел. Да, со тоа што сме легитимна цел, да, од страна на ако Русија го имаме како противник, да. Многу е опасно ако во Македонија или ако во Криволак се инсталираат балистички ракети, тогаш или антиракетен штит како тие што го викаат, тогаш дефинитивно значи нивните ракети, односно руските ракети ќе бидат свртени и кон Македонија. А ако такви работи нема, тогаш помала е опасноста да речеме да се третира непријателска држава Македонија споредена со Полска и со Романија. Веројатно најмногу руските ракети се свртени кон Полска и кон Романија, како што реков, затоа што тамо има инсталиран голем антиракетен штит и тоа е не само делот на Русија, туку и оној дел Калинград, значи енклавата Калинград кој се наоѓа на северот од Европа, кој што е пол со ракети. Да подсетам само од Калинград, не само тоа, се контролира цело Северно море, значи со ракети земја, вода, со ракети кои што може за отприлика 100 до 200 секунди да се погоди со 100 секунди Берлин, 200 секунди Париз, Лондон и така натаму, значи многу е опасно. Гледате вежбата како се вика медитеранска, што ви кажувам за фронт од финците, значи непрегледна колона со тенкови иде према граница, она што ви кажувам за можен конфликт, можен фронт од Балтичко море до Средоземно море, значи таа е голема опасност има од таа работа. Само ако може има еден коментар. Затоа што извини, ние не гледаме дека има обиди да се смири војната, туку гледаме обиди да војната и од руска страна, и од украинска страна, и од НАТО страна да војната да продолжува да се продуцира. Иванчо Секуловски вика: вие дечки млади сте против НАТО, а од друга страна гарант немате служено војска и појма немате што е зборот тревога. Ајде да ве прашам кој би не бранел Љоковци едни. Сега, да. Иванчо, едно прашање до тебе. Не, за Иванчо прашањето е, бидејќи гледам дека пишува дека е вработен во Кромберт и Шуберт, дали вака менеджментот на Кромберт и Шуберт се дозволува нивните вработени да шират ваква нетрпеливост, тоа е прво, и втора работа, Јакимовски имате служена војска? Да. Каде и колку? 5 во други 4 други аутонаставни батальон, војна пошта 62-23 Славонска Пожега. Знаете што е тревога? Како не знам, знам што е узбуна, знам што е стража, 24 стражи имам. Кој ќе не брани? Како кој ќе не брани, сами мора да се брани. Ние сме дел сега веќе од една колективна безбедност, од НАТО колективната безбедност. Значи, ние сме дел од колективна безбедност. Ама секогаш моето еве и Украина нели ќе ја бранеше НАТО. Ама сега они ги на тамо, они пукаат на терен, овие им даваат оружје, ама сам треба да се браниш. Значи ние треба да се вооружуваме, ние треба да се опремаме, нашата армија треба да се преструктурира по најсовремени воени системи за било каква ситуација. Не знае светот како ќе зоврие и што се може да се случи. Јас она што не можев да го разберам никако е во ситуација да не бевме во НАТО, кој нас ќе не нападнеше? НАТО? Или сега кога сме во НАТО, ако имаме проблем помеѓу две членки на НАТО, никој нема да нападне. Секоја земја има кој да ја нападне. И Велика Британија, која што е островска земја, има кој да нагледаш, она се плаши од Русија. Види, А колку е далеко Русија од нас? чисто да бидеме да бидеме јасни. Никој нема против членството на Македонија во НАТО, тука во студиово, ниту во редакцијава.
Проблемот е во тоа што за да ние станеме членка на НАТО требаше да смениме име, а за да го смениме името ни беше ветувано дека кога ќе влеземе во НАТО ќе се случат тука чуда. Ќе имаме бесплатни забари, ќе имаме бесплатни гинеколози, ќе имаме многу голем бизнис, ќе имаме не знам какви се не утописки Александар, се ветувања. откажавме од македонците во Грција. Се откажавме. А сега тврдиме дека Гоце Делчев е македонец, а тој е роден во денешна Грција. Да. И па ако потомците на Гоце Делчев не се македонци во Грција, како Гоце Делчев? Денеска ниту еден политичар не беше на гробот на Гоце Делчев кога го спомнавте, зашто вие не бевте? Јас денеска бев во суд. А да имавте рочиште. Значи не можев и да сакам. Ќе беше смешно да кажам, извините, ја ќе одам на споменикот на Гоце Делчев, не дојдем на рочиште. А добро, како коментирате тоа што ниту еден друг политичар не отиде? Вие бевте на рочиште. Па не е добро, не е добро. Мислам дека без Гоце Делчев Да бидам уште попрецизен, ниту еден лидер. Без Гоце Делчев македонската нација е празна. И тука нема дискусија и мислам дека да не се игра никој преку коските на Гоце Делчев, мислам дека нема да помине ни една бугарска политика, нити било која македонска политика ќе може да направи компромис преку Гоце Делчев. Тоа е мислам последната линија на одбрана или последната црвена линија, да се изразам со таков речник, кој што македонците мислам дека ќе дојде до непокор. Тука би сакал да се префрлиме малку на меѓународна во смисла ситуацијата во Украина. Предлагам тука да го видиме видеото од бомбардирањето на Азовстал. Денес беше под силен ракетен оган и артилериски оган. Видеото оди. Пред се ова е во моментот што гледаат гледачите воздушен напад на Азовстал. Инаку има интересна ситуација каде што Песков тврдеше денеска цел ден дека Путин не дал никаква наредба за напад на Азовстал. Од друга страна, украинците тврдат дека се води жестока офанзива, а пред малку имаше итно вонредно обраќање на командантот на баталјонот Азов, кој што вели дека руските сили ја пробија нашата одбрана, ама се држиме. Да, како Бајден. Како не, да, ме потсети. Немаме проблем со не се плашат од ракетите, тие се како секоја друга ракета, ама ние немаме одбрана за нив. Некако така ми звучи. Логично беше откако цивилите ќе се извадат дека ќе тргне руската офанзива за освојување на тие катакомби во Азовстал. Значи целта беше да се тргнат цивилите. Штом се тргнат цивилите, тогаш веќе мислам дека нема да се штеди со какво оружје ќе се гаѓа. И гледате вие, тоа така од воздух изгледа, па тоа се многу илјади квадратни метри таму се во прашање. Многу фудбалски игралишта кои што се пепел се прави. Територија колку на општина Аеродроме, од прилика територијата на Азовстал, да. Не, збориме за километри цела. Збориме за ефектот на ракетата, да. Збориме за тој ефект. Почнува веќе Украина почнува да ги затвара приодите кон Приднестровје, кон Молдавија, затворени се, блокирани се со редовните гранични премини, но се обезбедува и границата таму се поинтензивно, со повеќе войска. Ќе ти кажам зошто, затоа што значи веројатно нивните разузнавачки служби имаат сознание дека се спрема и воден и воздушен десант на Одеса. И се очекуваше дека и тие од 14-та дел од 14-та руска армија кој се наоѓа при Приднестровје, дека исто така ќе сака да пружи помош да нападне од тој дел од кај Приднестровје према Одеса да дадат помош и веројатно тоа е причината зашто го блокира тој дел да не може да тие сили да влезат на овој дел. Милош? Во однос на Азовстал само имам уште еден коментар. Тоа е цело време дека се излекува цивилите од фабриката, русите обвинуваат дека украинските трупи, значи на баталјонот Азов, се излекуваат од фабриката паралелно со цивилите и се поставуваат на позиции надвор. Значи тој за да го расшират тој обрач во кој што се сега ставени. И претпоставувам дека овој напад е резултат токму на таквото однесување на овие
припадници на баталјонот. Инаку во Украина во моментов најжестоки се борбите околу регионот на Славјанск, тоа е северно од градот Донецк, односно северно од градот Луганск, каде што по секоја цена русите се обидуваат, се чини да се поврзат со трупите кои што во моментов се околу Харков. Така да од фронтот тоа се тие некои последни информации. За жал русите секој ден заземаат по некое село, по некое населено место. Значи попуштаат одбраната на периферните делови од градовите. Сега јас тоа го наметнав уште Мислам дека Харков се уште не е завземен. Не е завземен, но се некаде во предградието на градот руските трупи, и она што мене ме загрижува се изјавите пред се од високи воени лица во американската армија. Конкретно мислам на генералот Марк Мили, кој што мислам дека е генерал на стратешката команда, односно на сите вооружени трупи на САД. Тој изјави дека сме многу поблиску до конфликт помеѓу големите сили отколку што не сме. Тоа го изјави вчера во обраќање пред Конгресот. Сега јас ваква распламтувачка реторика не сум слушнал никогаш. Знаете дека и Лавров редовно звечка со нуклеарно оружје. Можно ли е да видиме таков еден конфликт од такви размери? Јас навистина се плашам, бидејќи се што предупредува се случува се. Многу е чудно што Русија влезе во Украина со 180.000 војска и очигледно дека голем дел на војска, тоа е мал број од незината војска, голем дел од војската ја чува веројатно за други потреби. И тамо практично негде 170.000 војска од Лугански до Донецки и овие 180 негде околу 250.000 војска целите операции ја извршуваат и очигледно дека другата војска се чува во резерва, но во исто време се подготвува, значи, резервен состав на руската армија негде околу 19 милиона војници. А ако дојде до активирање на резервниот состав, тогаш значи дека сериозно се спрема судари меѓу Русија и НАТО. За сега такви активирање на резервниот состав нема и тоа е отприлика добар сигнал. Во меѓувреме Илон Маск ја го купи Твитер и се го навлече гневот на соросоидите, како што кажав на почеток на емисијата. Сега се организираат истите оние де факто политики, протоколи за блокирање на Твитер на начин на кој што во Македонија често гледавме како се спроведуваат. Тоа беше спречување на слободата на говор, спречување на секое мислење кое што е различно од она кое што го пласира Соросовите експоненти во Македонија. Тоа се случува сега на глобално ниво. Илон Маск најави дека Твитер ќе биде апсолутно слободна платформа за секого, што значи дека оние политички експоненти кои што претходно беа блокирани на Твитер, како што беше на пример Доналд Трамп, ќе му биде овозможено повторно да има пристап до Твитер. Тоа ги натера овие луѓе да влезат во војна, во отворена војна со него и да повикуваат Твитер да биде бойкотиран заради тоа што ќе има апсолутна слобода на говор. Александар, американците меѓувреме имаат донесено закон со кој што секој кој смета дека не е соодветен за учество на Твитер ќе може да го ограничат. Значи, они веднаш имаат донесено закон за да не може значи ова мрежа на Илон Маск да функционира така како он сака, односно free of charge и слободно кој што сака да пишува. Значи веќе они имаат донесено закон. И Милош, така да его Милош е секојдневно ќе останат во рамки. Милош е секојдневно во борба со тие цензори. Вака, во Америка, тоа е сега многу интересна, во Америка се води пред се морална дебата за тоа дали компанија која што е во приватна собственост, државата има право да ја каже
како да го продави да се користи тој производ кој што она го нуди на пазарот. Од друга страна, го има Америка првиот амандман на уставот со кој што правото, слободата на говор е неприкосновена. Значи не смее никој да ја забрани. И сега се води центарот на дебатата е дали социјалните мрежи се на некој начин форум, како што биле порано плоштадите, како што биле порано јавните места каде што се дебатирало и каде што се разговарало и се во некој начин јавно добро, или пак се во целост приватна собственост и буквално оној кој што ја поседува социјалната мрежа може да контролира се што се објавува на неа. Проблемот во Америка и на Твитер и на Фейсбук, мислам дека пред се настанува центарот на проблемот е тоа што политички се цензурира едната страна од дебатата. Значи не е битно, например во Америка има познати твитерџи, opinion makeri на демократската партија кои што отворено пишуваат ги мразам белците, сакам сите нели да умрат, треба да се намали бројот на белци и така натаму. И тоа никогаш не било цензурирано на Твитер. Но доколку некој тоа го каже за црната раса или некој републиканец изрази став за абортусот, тогаш тоа е проблем. И тука мислам дека е центарот на сите овие проблеми и зашто на Елон Маск му се на комија луѓе како Џорџ Сорос и врвни демократи, затоа што тој на тој начин они ќе изгубат предноста која што има фондацијата на Клинтон пред републиканците. Да. Фондацијата на Клинтон влезе во активна подготовка на програма, семинари за да се спречи таков апсолутна слобода на Твитер. И она луѓето што можеби не го знаат е дека според некои пресметки можат само со одредени објави на Facebook и на Twitter да го променат за 10 до 15% на денот на изборите да ја превртат скалата, дали ќе победи едниот или другиот кандидат. Например, знаат дека во државата Мичиген во тој округ живеат најмногу демократи. И сега Google, Facebook, Twitter пушта ремайндер, подсетник на тие луѓе дека треба да излезат и да гласаат. И автоматски ја анулираат предноста која што можеби би имал републиканскиот кандидат доколку овие не излегле луѓе на гласање. И такви манипулации прават разлика од 10 до 15% може да направат на денот на изборите. Па ќе нас падна сервер. Серверот на ДИК, нели падна и имавме променет резултат. Јакимовски, да се вратиме во Скопје или во општина Карпош, неколку прашања имаше за тоа до кога ќе трае ограничувањето на уличното осветлување. Во константно сега морам да им кажам на граѓаните, еве нека бидат внимателни тие што прашуваат. Значи во јануар месец 2021 година сме имале 1.200.000 денари сметка. Оваа година е 2.400.000. Во февруар повторно е 1.290.000 денари за 2021 година февруар месец. Овогодишната сметка од февруар е 5.400.000. Во март сметката е 1.290.000 2021, а сегашната сметка е 7,5 милиона денари. Значи 6 пати. Ама зашто тогаш не убедуваше владата дека поскапувањето на струјата ќе биде 5%? Значи 5% за домакинството. Домакинствата нема. И сега што сакам да објаснам? Сериозно трагаме по нови технички решенија, дури имаме размислување, имаме предлози од граѓани, од куќни совети, да евентуално свети секоја ја разбираат граѓаните и проблемот дека енормно е поскапена цената на струјата, дека тие пари ги немаме. Имаме предлози од граѓани да евентуално направиме секоја втора светилка да свети. Ја разгледувам и таа можност, ќе видиме ако постои техничка можност таа и ако тоа е добро решение, поприфатливо за граѓаните, зошто да не? Зарем јас како градоначалник сум среќен да ние воведеме рестрикција во ноќните часови. Секако дека е непријатно.
Меѓутоа немаме решение, немаме пари, нити имаме, или некој ќе рече, ама зошто другите општини светат, а во Карпош, па општина Карпош е блокирана. Блокирана ни е сметката. Од 150 милиона блокада дојдени сме до 40 милиона. Значи блокирана ни е сметката, нашата сметка е блокирана. Ако ние зголемуваме блокадата, што ќе направиме? Може да дојдеме до ситуација да не може да платиме. Или тие општини може имаат други пари кои што ги плаќаат, не знам, имаат вишоци на пари како што е на пример аеродром. Има вишок на пари Гази Баба. Во моментот на сметка има 3 милиона, а ние имаме блокада. Ја мора да размислувам, мене не ми избра како да ви кажам да седам како некој дебил на столчето и што год не се случува и добро и лошо, нека тера. Не ми избра за тоа, јас морам да реагирам, да уштитам интересот и на општината, и на општинскиот буџет, и на граѓаните. За сега е ова решение, но размислуваме и за други решенија. Еве стигаат и предлози од граѓани. Се гледаме дали постои таква техничка можност. Ако постои, може да идеме и на таа варијанта. Секоја втора светилка да свети и да почнува навечер некаде од 15 до 8 и да свети цела ноќ секоја втора светилка. Значи имаме сериозен проблем. Ако сме разбрани луѓе, ќе го разбереме. Ако не, ја не знам како се разберам. Од 1.200.000 минатата година. И сега, што е битно? Сме планирале 13 милиона денари за струја за цела година. Ние 15.400 потрошивме за 3 месеца. Од друга страна, осветлувањето си го плаќаат граѓаните. Се наплаќа 150 денари по тарифно броило. И тие средства не се достаточни да се плати осветлувањето. А одржувањето, дефектите, замена на светилки, кварови, модернизации и така натаму што е направено, инвестиции, сето тоа ние сме го направиле. Од 2600 светилки колку што имал Карпош кога сум дошол за градоначалник пред многу години, од кои што светеле само 1200, ние денеска имаме 5300 светилки во Карпош, од кои имаме 240 рефлектори 400 ватни, од кои што имаме некаде околу, не знам, 580 светилки кои што се 150 ватни. Гледаме најбрзо тие да можеме да ги замениме за да идеме на лед, да може што помалку да трошат, но во исто време мораме да обезбедиме пари. Ако нас парите не ги јадат сметките, како ќе обезбедиме пари за нови техники за да можеме да намалиме потрошувачката? Нема друго. Мора да се штеди, мора да намалиме потрошувачка. Верувајте, секој дневно со службите, со луѓето задолжени во општина за оваа работа, бараме чаре за да можеме да ги избегнеме. Овие се огромни штети што ги трпи општина Карпош. А јас ме избравте да ја штитам општината од штети. Јас знам дека најмногу им смета на младите луѓе кои што еве сакат и во раните утрински часови. Ќе гледаме сега, ако останеме на ова да рестрикцијата трае, значи како доаѓа се зголемува денот, така покасно ќе се палат светилките, а тоа значи дека значи веќе не во еден, во 2 часот ќе би се гаселе. Или би оделе на варијанта секоја втора светилка да биде изгасена. Во секој случај размислуваме во интерес на граѓаните. Таму не штитиме никој друг. И јас живеам во Карпош и моето дете навечер оди. Значи, јас живеам во Карпош, ја не живеам на друга планета, нити во друг град. И за мене тоа многу ме навреди кога некои граѓани, гледам, пишува за него тамо нагоре си обезбедил да му свети светилката. И верувајте, значи намерно го шетав и Влае и цело Козле и останав дома, дојдов во 1:15 за да видам дали светилките тамо јас каде што живеам, дали евентуално горат светилките. И ако гореа, верувајте, бев подготвен да службеникот кој што ова работа ја работи да биде 6 месеца по 20% казнет. И веројатно не предпоставувате дека сум таков идиот на цел Карпош да му исклучам осветлувањето после 01 час од ноќе, а само своето да го пуштам. Веројатно за таков дебил не ме сметате. Јас морам да се надоврзам, мислам, се создава една таква хистерија за секој потек кој што ќе го направи опозицијата. Не е за опозиција, зборам јас, имаме доверба во раководството или немаме доверба. Ние пред 6 месеца на избори имаме доверба во градоначалникот, сега немаме доверба. Ти викаш, немаме пари, нема каде да ги платиме, сметката ни е блокирана, буџетот ни е ограничен, ги потрошиме сите пари, не само што сме потрошиле 2 милиона плюс сме дале. Сега дополнителни средства обезбедуваме, од каде ќе ги обезбедиме? Па од градинките, од школите, од децата и така натаму и така натаму.
за да ни свети после 1 часот. Значи ние разбрани луѓе аргументите треба да ги сватат. И јас повикувам, еве граѓани нека кажат кој е начинот. Никој не вика, слушај, плакаме 150, ајде платиме 200 денари, нека ни свети повеќе. Него сите викаат, абе исто да платиме, ама па нека свети. Кој е аргументот тој да кажеме, види другата општина свети. Абе другата општина свети, аеродром има 5 милиона евра на сметка. Центар не знам колку милиона на сметка. Епа сега Карпош, ја не можам да, не сум дојден да го дозакопам Карпош, туку напротив да ја стабилизирам општината, да излеземе од оваа ситуација. Ниту користам телефон службен, нити користам репрезентација, нити одам на службени патувања, најчесто се возам со сопствено возило. Еве овде сум дојден, сите идат со возачи, ја без возач сам се возам. Ја не знам повеќе што треба да штедам. Значи, враќаме долгови. Секој месец на граѓаните на Карпош сега им е повторно објавено каде се трошат нивните пари. До последен денар, колку приход сме имале овој месец и што се е платено до последен денар во општината Карпош. Значи, единствена општина што секој месец објавуваме каде ги трошиме парите. Колку приходи, од каде ни стигнале и кога сме платиле со тие пари, каде отишле парите. Значи, нема лажење, нема ништо тајно во однос на граѓаните. Што е се што работиме во интерес на граѓаните. Сега, ја не се инатам со никого, ама сега, ако сакаме аргументите, мораме да ги прифакеме. Јас зборувам со аргументи. Аргументите викаат од 1.200.000 на 7.5 милиона, аргументите велат минатата година за 3 месеца се потрошени 3.900.000, сега се потрошени 15.400.000. Аргументите викаат за цела година се планирани 13 милиона, а ние сме потрошили 15.400.000 за 3 месеца. Тоа се аргументите, ние мора да преземеме мерки. А ако мислите дека е добар градоначелник што само ќе седи на фотелјата и ќе игра Counter Strike или не знам што друго ќе прави и дека се тоа решенија добри, Еве еден друг проблем. или сега како се вика она друго тие геймерите, тоа тие Call of Duty Warzone се. Значи, јас Има еден многу коментар. активен во оваа работа, гледам да најдеме решенија. За мене ми е драго да воведам рестрикција. Има еден коментар, се секој со својата мака, јас го разбирам, можеби бил жртва на таква кражба, вели што правиме со кражбата на катализатори, ние кои сме оштетени поради поволната клима за краците, бидејќи нема осветлување. А што ќе ми кажете дека тие што крадат катализатори у Темница го крадат катализаторот? Во Темница? Ама ова е прашање на за- крадецот, ја знам од кого е прашањето. Значи на крадците им треба светло. Кој крадец краде у темнина? Што ќе види во темнина? Па најголем ден кражбите се случуваат дење, додека сте на работа. Мислам дека е прашањето на страна. Мене однос, Катализаторот да ви го- знам дека е смешно, Сакам да- Знаете што? ама не е смешно. Што сега да кажа вие? Се јавува граѓанин кај нас во Карпош, зашто нема светло и така натаму, знаете кој му е аргументот? Он во 2 сат ноќе одел да жогира. И затоа треба општината да плати. Прво 6 вика пати вака, повисока сметка. има луѓе што одат трета смена на работа, бе, трета смена у 10 се оди. А ова сега си во еден. И тогаш застанува малку и вика, ама ја во 2 сат жогирам, вика. И затоа треба сите карпошани да му ја платат сметката за он да Што джогира. да ви кажам се? Лудница. Не се е, а видите, значи ова е голема придобивка. Карпош од 1200 активни светилки да дојде до 5300 активни. Граѓаните се во право. Они си барат да имаат комодитет. Јас сум должен да ги дадам аргументите, од граѓаните ништо да не сокријам, а реалната слика да ја кажам што ни се случува во општината. И јасно е, па вие дома ако речете на децата, слушај, треба да штедиме струја, или не може да одиме со колата, треба да одиме пешки, или треба да одиме со автобус, или не може да купиме сладолед зашто немаме пари, па сите околу дома се бунат, и жена, и деца, и сите, нормално е. Кој сака штедење? Никој не сака штедење. Ама штедењето секојаш принудна мерка, не е. Во редакција еден кој што сака да штеди малку поише. Затоа што некој му фали, не знае што да прави, а и земал ќе штеди. Хистеријата јас не ја разбирам. Значи овие луѓе ви се лутат на вас. А не се лутат на владата која што не обезбедила доволно домашно производство на струја, за таа струја и за општините да биде поевтина меѓу другото. Ама Милош, не се лутат, граѓаните не се должни да бидат
ниту аналитичари, ниту геостратези, ниту... Не, ама јас ја гледам разбираш. тука лошата намера на одредени луѓе кои што очигледно од политички побуди ја Што уопште не се критикуваат откарпаш. Америка. На западот Да. овие проблеми ги вела... Александар, кога ќе погледнеш од прозор и гледаш црна темница, не е пријатно. Јас тоа го Не. го знам. Далеко од тоа, не е пријатно, ама немаме што да правиме се. Јас си сакаме убаво да ни свети. Сегде нема место кај што не сме ставиле светилка. Значи, што ви кажам, од 2600 поставени, а биле 1200 активни, значи светеле, вие се имате 5300 светилки. И нормално дека е тоа убаво, и тоа е пријатно. Сега тргнија завесата, погледи надвор темница. Не е пријатно, јасно ми е дека не е. Ама немам чаре. Сега еве дава друг предлог. Ајде да видиме, сега преиспитуваме техничката можност цело време да свети секоја втора светилка. Дури на таков начин веројатно и повеќе ќе заштедиме. Ако е тоа прифатливо. На западот или еве американците овие проблеми ги нарекуваат проблеми на првиот свет. Значи проблеми на модерниот свет или на развиениот свет. Да, first world problems. Тоа значи дека надминати ви се проблемите во Карпош и сега единствен проблем е тој кој што е, да речам, објективно и индиректен. Не е поради раководењето на општината, туку е заради глобалната состојба. Ама сега не ми е јасно дека тука се вклучуваат и политички противници. Сега они во оваа ситуација гледат плен. Аха, еве сега ќе го напаѓаме. А вие може да ме напаѓате колку сакате. Јас викам само од каде пари кажете и нема проблем. Ќе светат дења ако треба. Само пари. Од каде пари? Не може да се гради, не може да се прави, ништо не може да се работи, пари нема, блокирана сметката и така натаму, а во исто време сум вратил 2,5 милиона евра за овие 6 месеца. Долгот од 5,5 милиона е смален на 3 милиона евра, се однесува максимално домакински и сега треба да трпам критика. Ама јас сум и за тоа избран. Кога е тешко, треба да донесеме тешки одлуки. Затоа не бират да го водиме овој народ. А ако треба да пак ќе кажам, да не кажам како некој дибек да седам на столот и да седам, струја дошла сметка, нека дојде. Ако има да се плати, ќе се плати. Ако не ќе дужиме, како вика, дук ние зез да побегне. Ќе си седи дуват, ќе тресат камати, ќе ова, ќе заврши мандатот, ќе си отиде степче, ќе дојде друг, па тој ќе плаче, ќе кука. Ама не е тоа, ние треба. Ако аеродром има 5 милиона евра на сметка, сакам и општина Карпош утре да има 5 милиона евра на сметка, ме разбирате? Ние сме доведени у ситуација да по приходи општина Карпош била на втора, евентуално на трето место, сега сме на второ место од позади, за зборам во цело Скопје. Да доживееме и чајри, и бутел, и аеродром, и кисела вода, и газ и баба да имаат повеќе приходи од општина Карпош. Прашањето ми беше дали И се пазите дали сакате да го коментирате денешното рочиште? И зашто е предметот? Не сакам. Добро. Милош, ако немаме дополнителна тема? Па немаме, мислам дека е тоа. Американците имаат само една поговорка, велат ништо добро не се случува после 2 часот наутро. Дека сите одлуки кои ги носиш се погрешни. Американците како и секогаш на крајот со Значи, после 2 ноќи, ако фатиш девојка, погрешна ти е одлугата. Па веројатно кога ќе се отрезнеш, кој ќе видиш какво е. Стари партнер 1 и партнер 2. по-ново, да. Извинувам на ЛГБТ заедницата. Зошто ти се извинуваш? Да се дешава нешто. Да се дешава нешто, добре. Почитувани гледачи, благодарам што и вечерва не седите во голем број. Тоа беше тешки моменти среда со Стефчо Екимовски, Милош Минич и јас. Следете Инфомакс, читете... Тоа беше боле. Читете Инфомакс, добивајте ги Сега ќе видиме информациите. Милош Минич од која до која година бил министер иностранних послова. До 70 година е избран. Следете Инфомакс, читете, добивајте ги информациите без цензура и секогаш први. До гледање во петок емисија со Палчо. Следете. Ја прашувам. Текстот на предлогот на Адев порад Пративме да чува.